Националната кампања на секое дете му треба семејство беше поттик за интерес и кај нашите суграѓани за згрижување на деца без родители. Околу 10 семејства се заинтересираа за згрижување на деца, а по утврдените критериуми започна и специјална обука. Според информациите од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи направена е селекција врз основа на правилникот за избор на згрижувачко семејство, кој се однесува на условите во кои ќе биде згрижено детето, возраста на згрижувачите и материјално финансиската состојба. Лицата треба да бидат полнолетни, односно да бидат на возраст од 18 до 65 годишна возраст, да имаат стамбени услови, добри, кои што ќе одговорат и на потребите на згриженото дете. Треба да имаат приход, значи собствен приход, кој што треба да се движи во минималниот приход да биде во износот на висината на социјална парична помош, зависно од бројот на членовите на семејството. Треба да бидат психофизички здрави. Потребно е да не бидат осудувани, значи да не бидат во казнена евиденција, да не им е одземено родителското право, деловната способност. По поднесувањето на барањето, Центарот за социјална работа има обврска да спроведе основна обука која опфаќа запознавање каква е формата на згрижување, што треба да возможат на детето, што да очекуваат, какви реакции и на кој начин да ги задоволат потребите на детето. Покрај оваа обука се изведува и специјална обука во организација на СОС Детското село. Во овој период е започната и друга обука по друга соодветна програма Pride. Програма која што ја спроведува СОС Детско село, кој што е носител на лиценцата. Таа е обука Pride пред згрижување, каде што подетално се запознаваат со формата на згрижување и по завршувањето на таа обука се изготвува извештај по соодветни критериуми, дали можните згрижувачи кои што ја посетуваат обуката ги исполнуваат условите да бидат згрижувачи, пред секако личности, она што го поседуваат и што можат да му пружат на згриженото дете. Во институционалното згрижување е една од целите на Министерството за труд и социјална политика, според која на сите деца кои се наоѓаат во било каква институција, ке им се овозможи да ја почувствуваат родителската грижа. Според информациите од центрите за социјални работи, деца на кои им е потребна ваква грижа и љубов има во континуитет, но не само за оние кои се по старателство на центрите, туку и од целата Република.